Цивил медија. Добро вечер уште еднаш од прес-центарот на Цивил Центар за слобода. Во 21 часот се разбира, ние сме тука од 6 часот наутро и можеме да речеме дека целодневно со нашите 160 наблюдувачи го наблюдувавме и вториот круг од претседателските избори и изборот за градоначалници во Охрид Ново село. Она што можеме да го констатираме барем од оние информации кои што ги имаме од Државната изборна комисија, дека излезноста до сега, барем до 21 часот, беше над 44%, или цензусот е веќе постигнат со 802.797 гласачи, со една разлика од околу 60.000 гласови во корист на кандидатот за председател Стево Пендаровски. За тоа како помина денешниот изборен ден, ќе разговараме со професорката Мирјана Најчевска, со господјата Марина Тунева и со новинарот Зоран Иванов. Меѓутоа, пред да започнеме, јас би го замолила Џабир Дерала од Цивил накратко да ни даде осврт на тоа како Цивил го наблюдуваше вториот круг од гласањето. Доколку ми дозволите, јас би сакал уште еднаш да повторам честитката до сите граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија кои денеска поминаа во вториот изборен круг на претседателските избори, успешно покажаа една висока зрелост, политичка зрелост, со самото тоа што излегува во повеќе од доволно голем број, јас би рекол во навистина голема излезност, ако имаме предвид колку малку луѓе се останати во државата, барем од што се претпоставува, и исто така можеме во една целост да оцениме дека ова беа успешни избори и од аспект на добро спроведување на изборниот процес, еден процес во кој дојдовме едно силно ангажирање и на институции кои до вчера беа тотално корумпирани, односно служеа за одбрана на еден режим, за одбрана корупција на еден режим, а сега се навистина на својата задача со ова председмислам на Државната комисија за спречување на корупцијата, а се разбира видовме и некои сериозни, искрени, па и квалитетни напори на Државната изборна комисија. Сепак, она што го одбележа денот е една, за жал, потврда на прогнозите на Цивил, Центар за слобода, кои со месеци наназад, да не кажам со години наназад, упатуваат на тоа дека избирачкиот список е во очајна состојба. Денеска повторно видовме десетици и десетици, уште ги обработуваме податоците, гласачи кои не можеа да гласаат, да го остварат своето право на глас заради недостатоци во избирачкиот список, меѓутоа исто така заради недостатоците кои ги гледаме во изборниот законник. Изборниот законник, јас веќе еднаш напишав и самиот, но и самата организација на став дека треба да се отфрли, да се напише нов, а се разбира во тој поглед можеме да забележиме дека политичките структури кои се надпреваруваа во овој изборен процес повеќе ги користеа дупките во законот отколку самиот закон, а да не зборуваме за пропустите во демократските стандарди. Како и да е, ние добивме над 130 извештаи, обработени извештаи до сега, кои содржат една или повеќе нерегуларности во повеќе различни категории. Во 150 избирачки места се забележуваат нерегуларностите во 25 општини из целата земја. Тоа сепак не се нерегуларности кои може да кажеме дека битно влијаат на квалитетот на изборниот процес, но сепак се симптом кој мораме да го следиме и да очекуваме час поскоро институциите и власта да ги надминат тие проблеми еднаш за секогаш, но не зад затворени врати преку политичко-партиски пазарења, туку преку еден отворен, стручен, професионален, политички зрел процес. Би можел да кажам исто така дека токму поради овие слабости најголем број или со други зборови 65% од досега регистрираните нерегуларности отпаѓаат токму на изборната администрација, односно на избирачките одбори. Овие нерегуларности се движат од неносење беџови за идентификација преку гласно читање на имињата на гласачите, што е неприфатливо, до индиректно провоцирање на гласачите.
Втори најчести предизвикувачи на изборни нерегуларности денеска беа политичките партии, меѓутоа и политичката иницијатива Бојкотирам, која едноставно не престана да се омраза по социјалните мрежи, а и во дел од самите интернет медиуми. Тие нерегуларности се јавуваат во десетици до сега обработени извештаи, ќе ги има сигурно уште многу. Проблемите со избирачкиот список веќе ги споменав, тие се застапени со 13% во нашите извештаи, а во 20% од извештаите забележуваме сериозно кршење на изборниот молк и незаконито однесување на партиските структури. Можеме да кажеме дека за жал забележуваме такво однесување буквално кај сите политички партии, било да се на власт или во опозиција, било да се големи или мали политички партии, едноставно тие се однесуваат во многу наврати, во многу случаи, како да не постои такво нешто. Еве само два примери кои ги подготви аналитичкиот тим на Цивил Центар за слобода, а тоа е дека на избирачкото место 0093 во месна заедница Димитар Влахов во Битола, во 19:01 ливчињата биле извадени од кутијата и спремни за броење, но истовремено влегле двајца гласачи и им било дозволено да гласаат. Значи, затварате избирачко место и тука завршува приказната. По гласањето избирачкиот одбор одлучил дека тие две ливчиња ќе ги прогласат за неважечки. Која е тука логиката? На избирачкото место 0911 во основно училиште во село Шлегово Кратовско, односно општина Кратово, била несоодветно поставена гласачката кутија. Едноставно, еден мал пример од стотици, какви што ги видовме денеска низ цела земја, каде што едноставно луѓето покажуваат една мрзеливост. Не ниту незнаење, ниту некоја зла намера, туку едноставно една немарност која би требало да ја надминеме еднаш за секогаш, бидејќи на крајот на краиштата членовите на избирачкиот одбор земаат дневница, и тоа дневница која е многу добра и која ја плаќаме сите ние, граѓанките и граѓаните на Република Северна Македонија. За крај само ќе кажам дека се уште го формулираме извештајот кој произлегува од еден наш наблюдувач кој вербално бил практично нападнат од лидерот на опозицијската партија ВМРО ДПМН. Се работи за тоа дека господинот Мицковски решил да наблюдува избори во село Кондово во избирачкото место 2452. Таму го поминал речиси се целиот ден, до речиси 18 часот останал таму. Во текот на денот, само ќе кажам дека го провоцирал наблюдувачот на Цивил, навредливо зборувал за него на сметка на хонорарите на невладините организации, на хонорарите на средствата на Цивил и така натаму. Исто така го вознемирувал избирачкиот одбор, правил работи кои сигурен сум дека добро знае дека не треба да ги прави и се разбира покажал едно прилично ниско ниво на однесување, на едно ниско ниво на политичка култура, што не му доликува на еден политички лидер, па нека е тоа и на ВМРО ДПМН. Јас тука би завршил, се разбира, има уште многу да се говори за ова, многу наредните денови ветувам и на вас овде, а и се разбира на јавноста, дека ќе излеземе со возбудливи извештаи од теренот, бидејќи изборниот процес, иако беше мирен, сталожен и би рекол прилично регуларен, иако далеко од кристално чист, би изобилуваше со ситуации кои треба да не подсетуваат дека имаме уште многу работа. Разбира, изборите далеко беа од скандинавски, нели, како што беше претходно најавено дека ќе ги имаме, и се разбира дека се уште се провлекуваат истите проблеми во изборните нерегуларности со кои што допрва треба да ги решаваме. Меѓутоа, јас би започнала со господјава Тунева и малку повеќе за тоа. Нормално, Цивил секогаш ќе остане гласен и ќе се бори против овие, да постигнеме некоја промена, и се надеваме дека надлежните институции кога тогаш ќе имаат слух
дух за сите овие предупредувања кои што ги имаме во нерегуларностите, посебно во спроведување на изборните процеси. Меѓутоа, мене малку повеќе ме интересира како медиумите известуваа за време на изборниот процес. Колку тие беа доследни до тоа што значи професионализам и објективно известување на изборните процеси. Вака, она што би можела генерално да го кажам на почетокот е дека се забележа една тенденција да се прави тоа на еден урамнотежен и избалансиран начин. Зборувам генерално, има секако исклучоци од ова. Ако се повикам на она што е пракса на Советот за етика во медиумите, можам да направам компарација со она што беше случај на последните парламентарни избори и она што е ситуација денес. Значи, бројот на представки кои што ги добиваме во Советот за етика во медиумите за непрофесионално и неетичко известување драстично е помал од она што беше случај во текот на последните парламентарни избори, кога се пријавуваа доста случаи на информирање кои што се однесуваат на еднострано користење на изворите на информации, непостоење на една дистанца од политичките субјекти за кои што се информира. Имаше случаи на говорна омраза, дискриминација по различни основи и така натаму. Сега бројката на пријавени случаи е незначителна, што ги потврдува перцепциите дека на некој начин медиумите се поставија добро во однос на овие избори. Меѓутоа, тоа е една општа оценка, секако дека се прави мониторинг, се очекуваме да излезат во текот на утрешниот ден со некои генерални проценки. Она што како граѓани, како јавност можеме да го забележиме е дека сепак можеби поголемиот дел од проблемите се забележуваат на страна на интернет порталите, онлайн медиумите, бидејќи сензационализмот тука продолжува да биде присутен, навивањето се забележува исто така, говорот на омраза не е толку случај како што претходно се констатирало дека постои, меѓутоа сензационализмот да, пренесувањето на она што се случува на социјалните мрежи, каде што, како што спомна и Џабир, се забележуваат доста случаи на потикнување и говор на омраза, знае да се пренесе и да се прелее и во онлайн медиумите, што навистина знае да биде проблем, особено преку феноменот на копи-пейст, не новинарство во случајот, копи-пейст на содржини од социјалните мрежи. Генерална проценка, значи уште еднаш само да повторам, е дека тоа е избалансирано, што и во согласно со оценките на ОПСЕ, на мисијата на ОПСЕ, во однос на начинот на кој што се спровел првиот изборен циклус, првиот круг од изборите. Да видиме какви ќе бидат проценките во текот на утрешниот ден. Вие во едно интервју што го имавте за Цивил медија, нагласивте дека Советот за етика за жал не може да влијае на она што се случува нели на социјалните мрежи. Токму затоа и самите медиуми кога пренесуваат вести од социјалните мрежи се оградуваат во однос на сносење на одговорноста. Колку такви примери имавме во текот да речеме и на првата и на втората изборна кампања? Значи, Советот за етика во медиумите нема компетенции во однос на социјалните мрежи, меѓутоа, она што го спомнавте и самата, прелевањето на тие содржини од социјалните мрежи во медиумите е проблем и е веќе во сфера на надлежностите, односно мисијата за работење на Советот за етика во медиумите. Доколку имаме такви пријавени случаи на пренесување на лажни вести, случаи на дискриминација, говор на омраза и така натаму, се она што знае да биде потврда на непрофесионалното новинарство, тогаш во Советот за етика во медиумите, Комисијата за жалби која што ги обработува представките, утврдува дали медиумот го прекршил кодексот на новинари со самото пренесување на тие содржини. Медиумите, без разлика дали се понатаму онлайн медиуми, електронски медиуми, печатени, сносат одговорности во однос на пренесувањето на такви содржини. Тие не може да се амнестираат од одговорноста дека со самото тоа што презеле одредени материјали од социјалните мрежи, тие веќе немаат никакви одговорности, улоги или обврски околу овој проблем. И секако Советот за етика, она што го прави во согласно со својата мисија на работа, изракување на морални санкции. Значи, кога ќе се утврди дека е прекршен кодексот на новинари и се донесе одлука дека тоа е случај, тогаш медиумот е должен да ја објави таквата одлука. Инаку паралелно се дава јавност на одлуките и се известуваат медиумите сите кои што се членки на Советот. Еден генерален заклучок за тоа дали беа доволно објективни медиумите во однос на пренесување на политичките
партиските, ајде да речеме и кампањиве на кандидатите за Ако, претседател. ако е индикатор бројката на поднесени представки, тогаш би можеле да речеме дека медиумите се обиделе да ја завршат задачата на едно пристојно ниво, на едно солидно ниво, инаку вака индивидуалните проценки се дека можеби тие на некој начин го само служеле како една алатка за да ги пренесат содржините, активностите, она што се случуваше на политичката сцена, меѓутоа она што знае да биде проблем е што не постоеше една длабинска, продлабочена анализа во однос на програмите, активностите, она што се ветува, да се направи една паралела компарација со ветувањето од претходно или како тоа ќе се спроведува во иднина. Значи, повеќе таа задача им се препушташе на аналитичарите кои што беа повикувани со изјави, интервјуа на дебати и така натаму, отколку што самите редакции покажале тенденција ангажираност околу едно подлабинско истражување. Тоа е проблем, ако на тој начин го анализираме поведението на медиумите. Благодарам, господине Иванов, ви продолжила со вас. Вие во претходната дебата, која имавме на 21 април, на истово место, рековте дека на некој начин ви изненади самата политичка партија ВМРО ДПМНЕ и начинот на кој што тие ја создадаа таа некоја тесна разлика во однос на СДСМ на власта и на нивниот кандидат што го поддржуваа, Стево Пендаровски. Како ви се чини кампањата за вториот круг на гласање и како сега од оваа перспектива со овие резултати кои ги имаме би ја оценила? Добро сте забележале. Тогаш констатирав дека резултатот на ВМРО ДПМН е практично слабиот резултат на СДСМ на власта, бидејќи во тој краток период од преземање на власта па до овие претседателски избори не испорачаа многу очекувања од граѓаните и многу од луѓето останаа дома. Направија воредни напори, си ја признаја грешката, ги мотивираше партијата и воопшто коалицијата да излезат луѓето со ветување дека ќе заигра и метла и правосмукалка и не знам уште што, и тоа кај луѓето влеа надеж дека сепак реформските процеси и сите други околности во редот на кадровската политика ќе видат некои поспособни луѓе на разни места каде што се трошат државните пари, каде што буџетот функционира, во разни фондови, агенции, не зборам само за владата и за министерствата. Ете, тоа е, мислам, мотивот што луѓето ги извади од дома во поголем број. Едниот мотив, според мене, и вториот е што македонското општество и македонското граѓанство, ако можам така да се изразам, има малку трема од професоркиве, се граѓанизира на некој начин, за разлика од тоа етнизирање, нели? И се граѓанизира во смисла дека ја покажа таа прозападна ориентација, прореформска ориентација, проевропска ориентација, ако сакате и пронато ориентација, и тие луѓе имаја мотив да не го остава тој процес рискантен, нели, да пропадне во крајна линија, во еден добар процент, доволно за пристојно да успеат изборите и Стево Пендаровски да стане претседател. Гледано аналитички и политички, сега ќе се обидам на вкупниот овој изборен процес за претседател на Република Северна Македонија, мислам дека заклучно со овој втор круг сите се победници, поразена е само професорката, односно кандидатката Гордана Силјановска. Во една смисла, победник е власта, СДСМ во коалиција со ДУИ, кои сепак успеја 2-3% повеќе да измакнат, вклучително и од албанскиот електорат, и ДУИ. Може би малку беа попасивни сега Алијанса и БЕСА во однос на првиот круг, може би, треба да видиме, анализите ќе покажат натаму, но факт е дека и ВМРО ДПМН знаеше од почеток и во првиот круг дека Гордана, предпоставам дека знаеле дека Силјановска нема шанси да стане претседател, но им требаше таков некој непартиски кадар на тоа ниско ниво на партијата да повлече за да може претседателот Мицковски и воопшто водството, актуелното новото водство на ВМРО ДПМН да покаже раст и навистина покаже во однос на локалните избори, кога доживеа дебакал, освоија нешто повеќе. Сега, ако имаат 30-40 илјади гласови, не сум сигурен да видиме, не ги знам сега бројките последните 2 часа, повеќе тоа е уште една надеж, за и натаму да провоцираат
парламентарни избори, ако не воредни, барем на редовните, да анимираат гласачко тело и да кажат дека но тезите што ги тераат, како од гроевизмот сега за евизам, не им држат, луѓето ги препознаваат тие лаги. Не може од еден режим за една година и пол да стане режим, па тој е визам да го употребиш како форма, не знам, ќе го објасни најческа, претпоставам, малку подлабоко и попластично. Значи, едноставно ја почна искривена кампањата. Силјановска се трудеше и Мицковски од почеток против Ранковниот, против се буквално, значи се не чини. За на крај полека да врта топката, но таа не се врти така. Луѓето препознаваат и не се вчерашни, нели? Македонското општество и политички веќе созре и македонското граѓанство. И едноставно се определи за Европската унија, за интеграција со побрзи чекори. Не велам дека ВМРО, ДПМН и Силјановски не би оделе во тој правец, но со многу кочници, со многу спреги, со многу некој романтизам уште оптовареност, со уште некои флоскули од 19 и 20 век. Ние, Македонија влезе со ова северна, не знам ако можам тоа да го кажам, ќе јадам ќотек веројатно од политиколозите. Ова е трета Македонска република. Ако првата била нели од Аслом до 91, па втората до Преспанскиот договор или до новиот устав, до новото име, бидејќи отвара нови перспективи. Време да се размислува малку поинаку, веројатно малку поза 21 век, веќе навлегуваме во средината на тие декади. Не ми е јасно како тие политички структури се уште толку оптоварени со нешто што не поминува. Ние да сме некоја голема држава, Кина, Индија, не знам, Америка, па да речеме добро, има едно мнозинско население кое ќе турка некој романтизам. Ние мораме да бидеме рационални и практични. Јас само сакам да не бидам сега погрешно разбран овде како гости на Цивил. Цивил и другите наблюдувачи завршија веројатно огромна работа. Ова што Џабир Дерала сега го констатираше за неправилностите, мене ме радува и како граѓанин што детектира главно институционални неправилности. Значи, јас и после првиот круг со жалење констатирав дека и новинарите и медиумите сите извештаи ги почнуваа, изборите течат мирно, сите јавувања нема инциденти, ние сме толку фрустрирани, толку исплашени кога ќе слушнеме за избори, првата информација дека треба да има негде крв, тепачка, не дај Боже пукање, значи навикнавме на тоа. Ова не се точно скандинавски, не се мождани западноевропски во развиените демократии, но факт е дека потврлија институциите, а не граѓаните. Значи граѓаните се над институции, не само што добиваат хонорар, него тие луѓе се главно државни службеници или припадници на политички партии. Ако председател на партијата се однесувал така, па што очекувате од членовите на одборите кои се припадници на тие партии. Но како и да е, мислам дека имаме и квалитативен чекор културолошки во таа насока, можда грешам. Не знам, но тоа е моето чувство. Ќе видиме натаму што ќе покажат анализите. Ви благодарам многу. Јас веднаш би продолжила со професорката Најчевска. Професорке, вие имавте навистина некои остри ставови во текот на овој изборен процес од распишувањето, да речеме, од 8 февруари па нааму. Јас би се концентрирала конкретно на тоа колку ова беа партиски, а колку председателски избори и колку партиите конкретно се способни да ги слушнат критиките што доаѓаат однадвор и барањата што доаѓаат од самите граѓанки и граѓани. А може би и малку, ако би можеле за медиумите, релацијата медиумите и изборите, односно начинот на известување, лажните вести и говорот, посебно говорот на омраза. Благодарам за прашањата. Значи, прилично многу се овие прашања. Прво, да, тоа беше основен проблем и некако се истакна како проблем уште на самиот почеток. Значи, нормално е дека партиите застануваат за одреден кандидат. Многу е нормално дека тој кандидат треба и да се согласува со основната политика, со основните вредностни системи на конкретната политичка структура која што застанала зад него и слично. Меѓутоа, она што го видовме, мислам дека создаде неверојатно голема конфузија во главите на луѓето, заради тоа што сепак председателските избори се избори за личност. Значи, бидејќи во Северна Македонија, значи во политичкиот систем ние имаме мешовит систем на парламентарна и
председателска демократија, председателот има многу важна контролна функција. Значи, тоа е еден сегмент на извршната власт кој што навлегува и во судската преку директното именување, да речеме, на уставни суди и слично, меѓутоа неговото вмешување и во она што представува ставање на условно вето при донесувањето на законите, можноста да реагира на одредени законски решенија и слично. Значи, функцијата председател е врзана за личност. Значи, кога бираат граѓаните, бираат човек кој што стои зад одредени вредности, меѓутоа кој што ќе може да ги изврши сите оние надлежности и функции кои што му се дадени во рамките на уставот. Во случајов тоа се изгуби. Личностите се изгубија зад политичките партии и зад нивните вредности. Па во одредени моменти почнуваше да се зборува за цена на нафта, за дали лозарите добиле дотации или не добиле дотации, дали политичката структура која што дошла на власт ги исполнила ветувањата или не, дали друга во опозицијава се реформирала или не. Мислам, и тоа дали свесно или несвесно, меѓутоа ја би типувала дека беше свесно, всушност создаде конфузија кај граѓаните и мислам дека и сега кога гласа, многу голем број од луѓето гласа за политички структури, а не гласа за самите кандидати. Не знам како би било доколку навистина беа самите кандидати, доколку ги малку и доколку навистина тие сами кандидати пак ги кажуваат своите ставови и слично, затоа што мислам дека Стево Пендаровски дури и во голема мера стоеше на линија која што одамна ја следи, која што одамна ја пропагира и слично. За Гордана Силјановска мислам дека имаше многу ставови кои што не беа својствени за незе и беше многу препознатливо тогаш кога таа ќе излези со свој собствен став, со нешто кое што потекнува од незиното собствено искуство, знаење и слично, наспроти она кое што беше условно кажано популистички елемент кој што доаѓа, кој што е наметнат од самата политичка партија која што ја представува. Така што тоа за мене беше еден од основните проблеми и мислам дека само промовирањето на политичките партии во случајов го отвори и прашањето за тоа дали навистина на ваков начин треба ние да ги водиме председателските избори и мислам дека сериозно после овие председателски избори, независно од тоа кој ќе победи и слично, треба на едно теориско, а потоа и на едно практично ниво, тоа го кажав и претходно, во други разговори, да го отвориме прашањето дали ќе продолжиме со ваков систем, дали овој систем навистина ја врши онаа улога која што би требало да ја врши, на кој начин треба да се вршат изборите, бидејќи ние сме навистина многу мала држава. Прво, самото тоа што се вметнува уште еден изборен циклус во сите избори кои што ги имаме, веќе представува и финансиска, меѓутоа и за граѓаните оптеретување, кое што лично мислам дека не е потребно. Ја дури неколку пати на социјалните мрежи напишав дека нам не ни треба председател, туку селоначалник, бидејќи толку сме мала држава која што навистина да се оптеретува со ваков вид на грандиозни избори и слично нема потреба. Што се однесува до медиумите, навистина се согласувам дека има неверојатно голема разлика меѓу она што представуваат условно кажано официјални медиуми и мислам дека тие доста ја научија лекцијата и мислам дека има големи промени во начинот на известување и слично и она што представуваат интернет портали кои што излегуваат надвор од контролата, излегуваат надвор од рамките кои што би требало да ги имаат и се задоволуваат со пренесување не само на Facebook статуси, без да се оградат, туку без да дадат објаснување, без да дадат образложение или без да дадат балансирано представување и слично, туку и многу лесно потпаѓаат под она што представува и говорна омраза,
и поттикнување на несигурност кај граѓаните, меѓутоа поттикнување на страв и ширење, пред се ширење на лажни вести. Можам да кажам дека во вториот круг дури и помалку го имаше тоа отколку во првиот круг. Не знам зашто, дали се уморија или во некоја друга насока тргна и слично, меѓутоа се уште беше присутно. И тоа е дел најверојатно од онаа политичка култура која што ќе треба постепено да се развива и кај самите партии, и кај самите кандидати, меѓутоа и кај самите медиуми кои што ги пренесуваат и кои што не смеат да се задоволат со просто пренесување на нечиј став. Заради тоа што ако само го пренесиш нечиј став, а не дадиш анализа, не дадиш свое мислење или не кажеш дека тоа е став даден од политичка перспектива и слично, во тој случај многу лесно луѓето можат да помислат дека е тоа став и на самиот медиум. Меѓутоа, колку да не го забравиме, колку самите партии, овие партиски структури со кои што сега во моментот располагаме, и самите кандидати за претседатели кои што беа, независно нели каков ќе биде крајниот резултат, беа спремни да одговорат на барањата на граѓаните, на барањата на нивните прашања и нормално и да беа спремни она што нели го ветуваат и да го исполнат. Не се работи само за тоа. Значи се работи за проблемот на победник кај нас. Во моментот кога ќе се прогласи победа, како да се заборава, како да влегуваме во друг свет. Значи се она што се зборувало за време на изборниот процес се заборава и она што мене најмногу ми пречи е што се губи слух за направените грешки. Значи, оние условно кажано победниците или владеачката структура нема слух за оние кои што изгубиле и за опозицијата. Значи, да, сигурно кај нив има и ламентирање, има и лажно прикажување на ситуации и слично, меѓутоа секогаш треба да се има уво, ако се сака да се напредува. И според мене една зрела политичка структура би требала барем формално да излези со изјава дека победивме, изборниот процес беше добар, оценките се добри и од невладини, од меѓународни организации и слично. Меѓутоа, слушаме дека имало вакви и вакви проблеми. Ке направиме се што е во наша сила да ги адресираме тие проблеми, да ги адресираме прашањата кои што биле придвижени од опозицијата или од независните наблюдувачи и да направиме такви промени кои што нема да дозволат во иднина да се повторат тој вид на проблеми и слично. Тоа е зрел начин на реагирање на победникот, условно кажано. Реченица околу медиумите, за да ќе биде греф. Ако не констатираме една разлика од пред 2-3 години и сега, не само за овој изборен процес, малку и пред тоа. Па ние не можевме да видиме дебата, потоа не можевме да видиме дебата од различни мислења во разни телевизии, кампања една пропагандистичка, да не е употребен со некој од времето на фашизмот термин, нели, која е кампања и пропаганда, која и корумпирана и платена и се гледаше се. Не велам дека сега нема. И спонзорства привилегирани и вакви еднакви финанси веројатно има, нели, тоа е бизнис медиумот, но што се однесува до новинарите и новинарството, мора да констатираме дека овој период камо среќа вака да продолжи, дека вратите се отворени, дека гледаме дебати на луѓе со различни политички ставови, со различни мислења, веќе ги научивме соговорниците, па и нас можеби овде, кога ќе се појавиме негде знаат кој што мисли, но и тоа е добро, порано тоа беше незамисливо. Некој 10 години да не те повика на дебата, некој нонстоп да и да шири непринципелна кампања, под окупација бе медиумите. Треба, значи, медиумите како седма сила и четврта власт, тоа е пофалба и за уредниците, и за новинарите, и за собствениците на некој начин. Има многу девиации, тоа Тунева сигурно и господја Најчевска го знаат и подобро во своите анализи. Може би тоа е и еден од елементите со кои што можеме да го окарактеризираме и овој изборен процес, дека се чувствуваше ослободување од стравот. Значи,
немаше страв на страна на граѓаните, немаше страв на страна на политичките партии и најверојатно немало страв и на страна на медиумите. Веќе и да ви кажам, она што мене ми се допадна, немаше толкава оптеретеност на урбаниот простор со плакати, пораки и слично, кое што во претходните периоди беше просто застрашувачки, делуваше на вистина како притисок некој на секоја страна каде да се свртиш, гледаш, мислам, некој лик и слично, сега беше сведено на некоја нормала. Беа многу големи тоа главите, мислам, на кандидатите и слично, меѓутоа и без оглед на мотивите на собствениците, можеби на највлијателните медиуми, кои го завртеа уредувачкиот курс и со нови луѓе и со нови уредници, нели, па дури и со свежи репортери, без оглед на нивните мотиви сегашни, не дај Боже да се повтори тоа што беше токму поради некои нивни лукративни или финансиски или не знам бизнис мотиви. Но може да констатираме, Марина тоа ќе го каже, дека имаме релативно слободно новинарство. Да, јас сум апсолутно согласна со тоа што некако се уште се чувствуваат рецидивите од поранешниот начин на информирање. Значи не би го запоставила тој дел, се со цел да се придвижиме и во сферата на новинарството и медиумското известување во условно речено една попродуктивна насока. Во смисла да се афирмира истражувачкото новинарство, аналитичкото новинарство, да се детектираат, има широк спектар на теми кои што можеби не го најдоа својот простор во медиумите. Некако навиките кои што сме ги имале од претходно продолжуваат да се рефлектираат во медиумскиот простор. Во таа смисла гледам дека има простор за многу подобрување. Меѓутоа да, секако, значи има една голема разлика и ослободеност од тие пранги кои што постоја во минатото на страна на медиумите. Благодарам. Накратко до сите, по крајните и официјални резултати ќе добиеме председател личност на државата или ќе добиеме председател кој што повторно ќе биде под некакво си партиско политичко бидејќи јас брзо, може ли прв да кажам? Може слободно. Шегувам. Ќе добиеме личност во ликот на професорот Пендаровски, не се сомневам, но да не бидеме идеалисти и да не го товариме во старт премногу, тој сепак една партија, една коалиција во која они активно учествуваше и во минато во своето политичко минато. Не велам дека е должен по секоја цена, но мислам дека прво партијата ќе го ослободи од тие хипотеки, од сите инвестиции што во него вложи еве во 2 изборни циклуси да сепак да стане председател. Значи партијата верувала во него, во рамките на таа партија имал некој највисок рейтинг во тие тестирања, не дека таму немало други со амбиции да станат председател. Тоа е голема хипотека за него и психолошка веројатно еден товар, но мислам дека знаејќи го на некој начин и човекот, мислам дека може да се издигне на тие ситуации и со овој договор што јавно го ветија дека ќе го ослободат од се, дека може да Македонија да смета конечно после 10 години дека за председател добива личност кој не е припадник формално на политичка партија, кој не бил лидер на политичка партија, кој не бил донесен, кој не е првата книжка на партијата, мислам тие етикети ги нема и други времења се, нели, по-демократски, по-цивилизирани, по-граѓански, да видиме. Се надевам дека да добиваме личност. Ви благодарам многу, господине Иванов, и благодарам и за вашето учество. И јас се извинувам и за гледачите и за ова, и се извинувам длабоко на сите, на гледачите, на вас, на соговорниците, што навистина морам да одам. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Јас би продолжила каде што застана Иванов. Она што е лично моје очекување, кого и да добиеме, бидејќи ете се уште не ги знаеме конечните резултати, да ги научи лекциите од претходникот и да верува на судот на јавноста. Тоа е она што го очекувам, бидејќи имавме една ситуација на, да не речам целосно подценување на судот на јавноста во минатото. Редно време е да се вреднува она што ќе се слушне од граѓаните, она што се очекува од граѓаните и она што ќе се вети да се остварува. Па ја лично мислам дека било кој да биде избран за председател ќе добиеме сепак личност, затоа што станува збор за
изградени луѓе од академската заедница и слично, мислам дека дури Гордана Силјановска да победи, многу ќе се изненадат од ВМРО од ДПМН дека тоа нема да биде жена која што може туку така да ја командуваат или да ја наметнуваат свое мислење, меѓутоа лично мислам дека во моментов на Северна Македонија е многу подобар избор Стево Пендаровски, прво заради неговата прагматичност, заради тоа што мислам дека е спремен она што на теориско ниво веќе е формулирано како правец на движење на нашата држава, да го преточи во реалноста. Мислам дека е човек кој што има слух и може да ги преработи барањата, интересите, потребите на граѓаните и навистина мислам дека нема да биде оптеретен со она што представува влијание, притисок од страна на партијата која што застана зад него. Благодарам многу и на двете и за вашето учество. Ќе ти дадам збор во секој случај. Значи би те замолила како домаќин и како претседател на Цивил, последните зборови се твои. Немав намера да ги кажам јас последните зборови, сепак се твои, но мислев дека можам да се придружам јас на ова прашање да одговорам. Добро, толку искусни сме, знаеме кој ќе биде председател, гледајќи ги трендовите при броењето на гласовите, можете и вие да проверите на вашиот дисплеј кој е неформално новиот председател на Република Северна Македонија. Јас, имајќи го искуството и лично и преку организацијата, знам дека ќе добиеме личност за председател. Но тоа што уште повеќе би сакал да го кажам на крајот, а не бев прашан, е дека во моментов 160 многу уморни другарки и другари, наблюдувачи, активисти, екипа на Цивил привршуваат со еден навистина тежок ден, би рекол деноноќие. Сакам да кажам дека уште еднаш им се восхитувам на сите другарки и другари, вклучително и на тебе, што толку многу вложуваат во тоа, што се нарекува наблюдување, мониторинг на изборниот процес од една сосема нова, методолошки нова позиција и нешто што мислам дека на нашата јавност ќе биде интересно, на нашите професорки кои ни даваат навистина драгоцен придонес во ова и колумнистите кои пишуваат редовно или повремено. И сигурен сум дека ќе дадеме добар почеток на реформи во ова општество и во системот. Се разбира, на самиот крај би сакал да ги подсетам и оние што се сега носители на власта, дека дадоа многу ветувања, особено во доменот на изборниот систем, во ревизија на изборниот законник, поточно пишување нов изборен законник, а се разбира и во доменот на третман на медиумската содржина, односно на медиумите во целост. Само завчера беше меѓународниот ден на слободата на медиумите. Македонија има уште многу долг пат да изоди за да дојде до ситуација да може да каже дека има слобода на говор и медиумски слободи во земјата. Јас им честитам на сите другарки и другари и оние што се овде вечерва, кои дојдоа во 6:30, некои малку подоцна, и на сите непреспиени ноќи при читањето и слушањето на извештаите од теренот. И мислам дека сите заслужуваат да си дадат и себе си, а и на нашите гостинки еден голем аплауз, колку што можете да. Благодарам, Џабир. Не беше прашан затоа што тоа беа моите завршни зборови. Во секој случај, јас се надевам дека оние кои што се надлежни ќе ги исполнат ветувањата дадени во однос на реформите во изборните процеси, изборниот систем. Уште еднаш за подсетување, Цивил и Цивил медија се секогаш достапни за сите информации, за сите граѓани и граѓанки, како и за медиумите по широката јавност. Следете на Facebook страницава, на Twitter и јас се надевам дека утре ќе се видиме со Нели веќе нов претседател на Република Северна Македонија. Благодарам.
Цивил медија.